Здраво, Македонија! И денеска ќе се дружиме во едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме тука расположени за игра, односно да го тестираме и да го надополниме нашето знаење. Секако тука си домаќините, победниците од минатото издание на нашиот квиз, а секако и тука си нивните предизвикувачи. Па, време е да ги запознаеме и да ги сместиме во нивните надпреварувачки кабини. Како и секогаш, така и денеска, прво ќе ги викнеме домаќините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Стефан и Михел. Повелете. Здраво, Стефан. Здраво. Здраво, Михел. Здраво. Како сте? Добро. Убаво поминавме минатиот пат, иако нели финансиската награда, паричната награда на крај не беше на ниво на задачата нели дента. Игравте, бога ми си изнамачивте, ајде да не кажам, 1-1 беше првичниот резултат, па потоа на пенали, буквално ги искористиме сите можни одговори, за на крај малце да не зезне темата со НБА шампиони. После кога правевме муабет, се испостави дека ги знаете голем дел од нив, но не бевте сигурни, баш ме е жал. Денеска имаме шанса за поправен, дали сме подготвени? Подготвени. Имате нови сега надпреварувачи, нови противници. Ви посакувам многу среќа, вие да не сакате да додадете нешто? Нема опуштање. Нема опуштање. Добро. А сега ако сте подготвени, домаќини, па ше домаќинската кабина. Повелете. А тука во нашето студио подготвени чекаат да бидат повикани и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. Да ги поздравиме. Марио и Михаел, повелете. Марио, здраво. Здраво. Михаел, здраво. Како сте, добри? Супер. Колку време не сте дојдени? Можете понаваму вака да се дојдете за да Од минатата сезона. Од минатата сезона. Јас бев втора емисија на почетокот на сезоната. Така и како беше помина? малку Подсетиме малку. Па имаме една победа и една загубена. Меѓутоа бев со дедо ми. Во оваа прилика го поздравувам инаку најстариот надпреварувач во листа за 300. Битек, како Ангел. така, дедо Ангел. Знам дека ќе навива. Супер. Така, да. Како е дедо Ангел, добар ли е? Супер. Одлично, голем поздрав и од мене до него. Ни фалиш денеска тука, но е млада крв денеска да се покажи. Подмладок. Подмладок, така е. Супер. Да не сакате да додадете нешто? Па, Да поздравите некого? Да ги сите што ме гледаат. Да, сите што не гледаат, дома моите, девојка ми Ана. Девојка ти Ана тука ли? Да, тука што не гледа, да. Кај знам, hello. Има среќа, се договоривме да не те викнеме тука, иначе сакам да те повикам. Нека си живка да ни правиме не за стрес. Вие треба денеска да бидете во центарот на вниманието. Дали сте подготвени за една интересна партија на листа за 300? Да. Нека победи подобриот. Така е, подобриот, поснаодливиот и посреќниот. Неколку фактори се во игра. Така е. И посакувам многу среќа, Марио и Михаил. Благодарам. Нека победи подобриот и посреќниот, како што рековме, почнувате како предизвикувачи, баш ме интересира до каде ќе стигнеме. Со значи ваше предизвикувачката кабина. Повелете. Стефан и Михаел, односно Марио и Михаел, се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме дали работат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Ќе вас замолам да исклучиме прво кабината на домаќините. А Михаел, Марио, дали се слушаме? Се слушам. Да. Одлично, ако имаме некаков проблем понатаму, да ми кажете, ако нешто не е јасно, да ме прашате. Договорено? Тие две работи ми се многу важни. Со среќа уште една, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Стефан и Михаел. Дали се слушаме, домаќини? Да, се слушаме. Одлично, ве гледам одма насмејани, расположени, домаќинската кабина. Те дава таа само доверба и ми се допаѓа. Кажува дека имате искуство веќе, брат. Чим седите таму. Може да се каже да. Е, така. Домаќини, дали може да започнеме? Да. Одлично, ви благодарам. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Домаќините дадоа зелено светло. Предизвикувачите се подготвени, па може да започнеме. А како и секогаш, така и денеска започнуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи. Женски имиња што почнуваат со буквите С или Т. Бараме женски имиња кои почнуваат со буквите С или Т и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија. Без обзир дали се македонски, албански, ромски, турски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши сограѓанки.
Стефан и Михаил, дали не е јасна темата? Женски имиња на С и Т. И Т. Така е. Одлично. Михаил и Марио, дали не е јасна темата? Од минимум 3 букви, така. Па да. Кои почнуваат со буквите и кои да. Не пишува, ама На С и Т. на С и Т, да. Ако ви текне некој име на 2 букви, супер, тоа вие. Дека немаме колку што видов, немаме ограничување колку најмалце букви. Јасна е темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнувате ковните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Марио и Михаил. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Стефан и на Михаил, а Марио и Михаил, кога ќе имаме понуда, да слушнеме. 5. 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 12. 12. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 20. Заокруживме на 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. Едно повеќе. 24. 25. 25. 26. Едно повеќе, 26. 27. 27. 30. 30. 31. 31. 32. 32. Нека одговараат. Да одговараат? Да. Последната понуда беше 32. Стефан и Михаил, се надевам дека сте подготвени, дека отприлики имате во глава кои имиња би ги играле. Темата беше женски имиња што почуваат на буквите С како столе и Т како трајче. Рековме, не е важно дали се македонски, албански, турски, српски, ромски и така натаму. Битно е да ги има во заводот, во Државниот завод за статистика на Македонија. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Само едно прашање. Повели? Од најмалку колку букви треба да? Нема правило. Нема. Да, и од 2 ако ви текне некој, слободно игрете го. А? Не. Ајде, одиме со македонски, да. Сонја. Сонја. Така е, Сонја е точен одговор. Сандра. Сандра. Така е, точен одговор. Сара. Сара. Да. Ке си искористам оваа прилика да си ја поздравам другарка ми Сара. И точен одговор. Софија. Софија. Така е. И Софија е точен одговор. Стефанија. 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 Стефанија, точен одговор. Софи. Софи. Шеесет. Софи во Македонија, точен одговор. Стефи. 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 Стефи само 16 во Македонија, ама доволно да е точен одговорот, само очекував малце повеќе да има, искрено. Искрено и ние, Да, очекував повеќе. Стефка. Стефка. Стефка баш ме интересира, ама мислам дека повеќе би имало него Стефи. Сега, со Ф или со В? Мора да праша. Со Ф. Со Ф? Ајде. Стефка. Повеќе од 200 има точен одговор. Потоа Совка. Совка. Има многу Совка, Совки, како да кажам точен одговор. Сандрина. Сандрина.
Рече Сандрина, имаш пријателка некоја другарка во Македонија, не во Бугарија? Има. Да? Да. Познава Сандрина? Да. Затоа што да ја чувате и да пазите единствена е најверојатно. Нема и да поздравите, многу веќе искористиме да поздравиме оваа прилика, но за жал Сандрина го нема во Државниот завод за статистика на Македонија, што значи помалце се од 5 кои што го носат тоа име. Многу ми е жал Стефан и Михаил што вака излезе, очекував дека ќе го има затоа што не знам, едноставно. Зашто да играте со Сандра, да речеме? Можев ти Сандра да го играте. Па, да, Секако ќе го кажеш ми Сандра, ама имавте тука и Светлана, Светле. да. Стефан и Михаил, сте биле во ситуација пеналите, не ви се непозната работа, сега ќе мора да ги бркаме нив, па преку нив да стигнеме нели до победата, нешто слично како минатиот пат. И минатиот пат, ако не се лажам, вака почав, или не? Не, уствари, минатиот пат изгубија противниците, првиот поен, па Домакините после. вака почна. Да, домакините вака. Очигледно домакинска работа е вака, да се Да. почне. Добро. Сконцентрирано, без разочарување, знаете дека имам уште една лицитација, работите може да се променат, тоа вие најдобро го знаете од искуство. Но Михаил и Марио не ме спречува тоа да ви честитам за првиот поен после цела една сезона во листа за 300. Но и вие не се опуштајте премногу. Ова беше еден мал кикс, нели секога си миѓа во прашање, по некој слушаме некој име, па и на димаци и така натаму лесно е да се направи кикс. Сам да кажам, ова не е нивното реално знаење. Бидете внимателни, честито и нека победи, како што реков, по-добриот. А сега, откако ќе ги прочитам они имиња кои што може да ги кажат моите надпреварувачи, но не ги кажа, ќе одиме со следната лицитација. А тука ги имаме Сандра, Сања, Светлана, Светле, Сенка, Силвана, Силвија, Симона, Симонида, Славјанка, Слагјана, Славка, Слободанка, Снежана, потоа Спаса, Спасенија, Стаменка, Станислава, Стојадинка, Сузана, Сунчица, Тамара, Тања, Татјана, Теја, Теодора, Теодосија, Теона, Тијана, Тина, Тихана, Тода, Тодора и така натаму ги има доста. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација, односно второто надавање, а темата за истото гласи. Држави со повеќе од 5 златни олимписки медали. Бараме имиња на денес постоечки држави од целиот свет, кои имаат освоено 5 или повеќе златни медали на било кои летни олимписки игри. Држави кои денес не постојат, како на пример СФРЈ, Советскиот сојуз, Источна Германија, Западна Германија и други, не се признаваат. Бидете внимателни. Секако, државите настанати од распадот на тие држави, доколку имаат најмалку 5 златни медали, можете слободно да ги играте и би биле точен одговор. Михаил и Марио, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Стефан и Михаил, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека за втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Стефан и Михаил. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Марио и на Михаил, а Стефан и Михаил, кога ќе имате понуда, да слушнеме. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 20. 20. Едно повеќе. 21. 25. 25. Нека одговарат. Да одговараат. За малце ме претрка Стефан и Марио. И Михаил, извини. Дека ја го слушам муабетот, знам што планиравте но за жал, ете, истото го планира и вашите противници, ако ништо не кажа. Но, добре, како што рековме, не е премногу, 25 имаме, од се вкупно, како што реков, нешто помалку од 70. Но, бидете внимателни, знам дека некои нели имиња се звучни, но дали истите имате освоено повеќе 5 или повеќе медали, тоа ќе дознаеме. Повелете. Сад. Сад. Соединетите американски држави воедно број 1 на оваа листа, точен одговор. Русија. Русија. Така е.
Обединето кралство. Обединето кралство. Така е. Франција. Франција. Така е. Италија. Италија. Така е. Германија. Германија. Точен одговор. Шпанија. Шпанија. Така е. Бугарија. Бугарија. Така е. Австралија. Австралија. Така е. Јамајка. Јамајка. Точен одговор. Хрватска. Хрватска. Хрватска има досега 16 златни медали. Точен одговор. Грција. Грција. Минимум 5 треба да има. Така е. Оние Кина, сигурно. Кинезите се малце. Ајде да одиме, ја викам Иран, а? Иран знам ти има добри спортисти. Ушу по спорт. Летни олимписки. Иран. Иран. Ајде си. Чекам, што се гледа. Ти знаеш точно. Како ви текна на Иран? Иран. Ама има повеќе од 5 златни медали. 14, 13 си извиам точен одговор. А? Или да го ставиме, да не сме го сигурни. А да идеме со горе со скандинавите. Не, мислам за зимни олимписки игри, Скандинавија. Ајде ќе идеме Романија. Романија, па треба да има Романија. Голема држава не е била Да. у сојуз некаков. Да, ајде кајме се. Романија. Романија. Така е, точен одговор. Уште, колку имаме 11? 11. Австрија. Австрија. Австрија за 15 точни одговори досега за Стефан и Михаил. Уште 10 ни фалат. Унгарија сигурно има 5 милиона. Унгарија. Унгарија. Така е. Полска. Полска. Ту пољаците имаат повеќе од 70 златни медали до сега, точен одговор. Нема пореш. Не, Скандинавија, оние повеќе се зимски олимписки игри. Са сигурно има на летни, ама А тука да Италија кажавме. Италија, Да, кажа на Италија. Германија, Шпанија, Бугарија, Хрватска. Да додиме со Словенија. Сигурно има 5. Одиме. Или додиме со Холандија. Што да? Холандија. Може Холандија? Да. Холандија. Холандија.
Така е 80 точен одговор. Словенија. Словенија. Словенија, еве ги, само момент. Браво за словенците. 10 златни медали, точен одговор. Да идеме со Италија, кажем, Франција, тие тука. Чешка не е, кажем, Чешка. Не. Чесите се добри. Словачка не кажаме. Чешка, Словачка, sad не знам за словаците. Ама Чешка е сигурно. Чешка. Украина, мисля дека се добри. Што има на пожишките држави, Египет има сигурно. Сигурно има. Сигурно. Египет се големи. Добри, ви текнува на вас? Да. Ајде да одиме со Чешка. 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 Така е. Уште 5. Да одиме со Египет. Там е Чешко. Многу мало 5. Сигурно има. Сигурно има. Египет. Египет. Така е, Египет е помеѓу овие држави, нации кои што имат повеќе од 5 златни медали. Поточно 9 златни медали до сега. Рачунете, словенците кои се помали 10 веќе имаат. Еден повеќе од нив. Не е се до големината, тоа сам да ви кажам, бидете внимателни. Точно. Еве видете на нас, малечки колку златни медали имаме. Да никој не поверува. Погледам бледо така дека кои златни, златен ти. Не, имаме златни, ама Ама не на олимписки, така. сега колку си? Имаме златни заби, златен колку, златни нерви да живееме тука и така. Имаме време, така? Има. Не, нема уште многу време, бидете, тоа сега да кажам малце побрзи, да. Мораме више не изминува времето. За 2 минутки ќе треба да почнам да бројам. Некој поголема држава. Тука Белгија. Украина. Треба да има сигурно. Украина голема. Сигурно. Украина. Украина. Така е. Нов Зеланд. Нов Зеланд. Ајде да видиме за Нов Зеланд. Така е, еве ги Нов Зеланд е тука. Уште 2. Точен одговор, уште 2. Чекај сега. Смирен. Бразил. Бразил. Ајде, додека проверуваме за Бразил, сакам само да ви кажам дека Нов Зеланд има 60 златни медали до сега. Да, кога правиме муавет веќе за помали нации успешни во спорт, тоа е тоа, а сега Бразил, толкава земја, има само 40. Сам да кажам, сепак 20 помалце од Нов Зеланд, по територии и по жители неспоредливи се едните другите. Како и да е точен одговор, кој ќе биде последниот? Аргентина. Аргентина. Да видиме, за изедначување 1-1 и за можен пресврт на пенали. Дали е точен одговорот? Аргентина. Со 22 златни медали, 25 точен одговор за Стефан и Михаил. Браво сте, резултатот изедначен 1-1. На мое огромно задоволство ќе играме пенали и пеналите ќе бидат тие кои што ќе го одлучат денешниот победник. Стефан и Михаил, а и Михаил и Марио биле во вакви ситуации и на едните и на другите не им е непознато, што значи ќе гледам интересна партија пеналчиња. Пред да продолжиме понатаму и да дознаете темата, јас да ги прочитам дел од оние држави кои што не ги кажавме, како што реков ги има многу, скоро 70-тина. Тука се Алжир, Бахами, Белорусија, Кина, која што се наоѓа на второто место по златни медали. Мароко, Мексико, Србија, која што неколку пати ја спомна Стефан и Михаил, но не се осмелија да кажат, потоа Турција, Уганда, Швајцарија, Шведска и така натаму, не можам да ги извам, ке ми извините, сепак каже и они 25 имиња на држави. Сега, драги гледачи, како што реков, време е за пеналите, кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука и ќе има шанса да си освои парична награда. А темата за денешните пенали гласи:
македонски представници на Евровизија. Бараме најмалку презиме на наши представници на Евровизија. Доколку настапиле како дует, мора да ги кажете и двете имиња. Секако, можете да кажете и имиња на групи. Вака се морам да ги дообјаснам малце работите за да не направиме грешка. Значи, ако настапил некој изведувач, да речеме, еве, јас сум бил на Евровизија. Ако јас сум бил 2 пати на Евровизија како поединец или како соло пејач, не може да ме кажете 2 пати. Но, ако сум настапил како Марко, како поединечно и потоа сум настапил како Марко и Марио како дует, тогаш можете да ме кажете. Јасно е? Јасно. Исто така и ако сум настапил како група, исто можете да ме кажете, во како дел од група. Во спротивно, само еднаш можете да го кажете. Изведувачот секако, ако се решите да кажувате дека, еве ќе ви кажам одма, имам и еден триплет, не дует, триплет кој што настапи на Евровизија, но ќе треба сите 3 имиња да ги кажете. Доколку ги знаете, супер за вас. Јасно не е? Пример, ако кажеме еден од тие 3, ќе треба да ги докажеме и другите. И другите двајца, да, мора да се кажат. Иначе во спротивно како еден изведувач ќе рачунаме или како дует дека кажувате. Јасно. Да, затоа видете дали ги знаете сите тројца. Јасно е. Михаел и Марио, дали не јасно повели? Пример има нели групи што настапувале. Да. Дали можам само групата да ја кажам или мора и изведувачите што Не, само групата. Може само групата да се Окей. кажеш. Да. Е така. Чим ли е јасно, може да започнеме со денешните пенали. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први одговара тековните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Михаел и Марио. Михаел и Марио, кога ќе го имате првиот одговор, споделете го со нас. Калиопи букле. Калиопи букле. Калиопи, точно така, прв точен одговор за вас. Тамара Тодеска. Тамара Тодерска. И тоа е точен одговор. Пред неколку години дури имаше и шанса за многу добар пласман, но се излегува така работите како што излегува. Тоше Проески. Тоше Проески. Тоше Проески. Не знам зашто се правам дека гледам кога знам дека беше. Точен одговор. Next time. Next time. Мартин и Стефан, браќата, со дуото нивно Next Time, исто така точен одговор. Ѓоко Танески. Ѓоко Таневски. Ѓоко Таневски. Точно така, уште еден точен одговор за Михаил и Марио. Морам да брам момци. 10, 9, 8, 7. Елена Ристеска. Елена Ристеска. Елена Ристеска, уште еден точен одговор. Каролина Гочева. Каролина Гочева. И тоа е уште еден точен одговор за Михаил и Марио. Само да го... така. Морам да бројам бумци. 10. Васка Илиева. Васка Илиева. Ке се караме. Како ви текна на Васка Илиева? Стефан и Михаел, супер да спеварувачи, мислам предпоставувате. Вака, Васка Илиева не, може би Есма да кажевте Лозано, они настапија, да и тука мислам дека ја направивте утката и грешката, да. Стефан и Михаел, многу ми е криво што вака завршуваме работата, малких сега и тоа е тоа. Ама и тоа е убавината друга страна на пеналите. Дечки, супер бевте. Искрено ви кажувам, прв пат сте во листа за 300, поточно втор пат денеска. Имате одличен учинок. И секако во блиски дни повторно ве чекам да дојдете за да го зголемиме паричното салдо. Си одите само со 50 евра од листа за 300, а јас сметам дека заслужувате многу повеќе. Но наредниот пат, договорено? Се во свое време. Се во свое време. Ќе се дружиме, ќе се наградуваме, но за жал сега морам во овој момент да ви кажам чао. Михаел и Марио,
Сакам да те прашам за триото, дали мислеше на Врчак, Тамара и Адриан Гаджа во име на љубовта? Да. Точно така, Тамара, Врчак и Адриан Гаджа. Еве ќе ги прочитаме сите македонски представници на Евровизија. Досега тука се Владо Јаневски, XXL, Каролина Гочева, Тоше Проески, Мартин Вучич, Елена Ристевска, Тамара, Врчак и Адриан Гаджа како трио, Next Time, Ѓоко Таневски, Владко Илиевски, покоен, Кали Опи, Есмеј Лозано, Тијана Дапчевиќ, Тамара Тодевска, Даниел Кајмаковски, Јана Бурчевска, IQ, Васил Гарванлиев и последната Андреја. Тоа се сите наши представници на Евровизија. А сега можеме и со песна секако да ги повикаме тука Михаил и Марио и да ги сочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме сите заедно во продолжение. Зато останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Марио и Михаил ми се придружија тука на главната сцена. Јас ја заклучав темата за да не може да ми дзиркаат, ама подготвена е, имаме многу интересна тема, но пред да ви ја соопштам истата, мора да протрчаме на брзинка низ нашата листа да се подсетиме каде не чекаат парите. Таа е составена од 15 празни полиња. Доколку ми дадете 3 точни одговори, вас ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и секако доколку ми дадете сите точни одговори, односно 15, ќе се заминете со 300 евра. Марио и Михаил, нема повеќе да ви го одзимам времето, знам дека и вие сакате со нетрпение да видите што е темата и да започнеме со игра. Па да не ви должам и да не ви одзимам повеќе време. Темата на која што денеска, драги гледачи, го тестираме нашето знаење гласи: актери и актерки над 70 години. Извор, сајтот на ИМДБ. Бараме имиња и презимиња на познати светски актери и актерки кои до 1.5.2025 година наполниле најмалку 70 години. Јасна ни е темата? Да. Како стоиме со филмови, гледаме филмови, пратиме што се случува на таа сцена. Па да. Од прилика, добро, ќе видиме. Тука сме, може да почнете кога сакате. Не знам, овие три. Силвестар Сталоне. Силвестер Сталоне. Знам дека има повеќе од 70 години. Али 71 и така. Нешто како и да е, не е ни битно, точен одговор. Арнолд Шварценегер. Арнолд Шварценегер. Од таа генерација на актери, познати акциони херои, едно време ривали, сега многу добри пријатели, точен одговор за Михаил и Марио. Може и актерки, така. Да, и актерки. Актери и актер. Джек Николсон, што? Джек Николсон. Джек Николсон. Джек Николсон е и во онаа генерација на актери кои што имаат и повеќе од 80 години, но супер се држат и нека продолжат така. И точен одговор, првите 50 евра за Марио и Михаил. Што правиме сега за понатаму, само договорете се. Брус Вилис, нели има? Не знам, не сум сигурен. Јака веќе Том Круз треба да има се дума. Не знам за Том Круз, не сум баш сигурен, мислам дека е помлад. Бидете внимателни. Джеки Чен. Индиана Джонс. Како се викаш Индиана Джонс, ви текнува ли? Харисон Форд. Добри сте. Браво сте. Ајде, вози. Джеки Чен. Джеки Чен. Тој имаше 50 во 2000. Бога ми да, сега излезе и пред некое време, некое видео од него, како него нагло остарел, почна да го жалат луѓе, после се испостави дека да факт е остарен, но се спремал за некоја улога. Ке живее до Понатаму, 150. па не и да живее, да ти кажам право, еден од луѓе кои што сметам дека заслужува Дефинитивно. да живеат. Ведар лик, секојаш се расположен за акција. Джеки Чен, да продолжиме понатаму. Само Джексон. Не знам, кажу го сега. Харисон Форд. Харисон Форд. Кажи го. Харисон Форд. Харисон Форд, најкулниот лик му остана Индиана Джонс, иако има после тоа и многу други улоги, многу успешни филмови, сепак му остана Индиана Джонс, Харисон Форд. Пети точен одговор. Ја ќе ви кажам, уште овој после нема да смеаме, ќе да помагам затоа што ќе ме караат.
Дали може би ви текна кој беше пингвинот во старите Бетмен? Дени Девито. Така, Дени Девито. Може, Дени Девито, да. Дени Девито и тука сега ќе морам да застанам за да не морам од плата да им дадам од мојата плата како награда. Не сигурно. Не знам. Абе 100%. 100%. Рековме. Така, Дени Девито, шести точен одговор за 100 евра. Честитки. Она повеќе по филмовите. Размислете убаво што правиме понатаму за случајно да не ги изгубиме и овие. Том Круз. Не знам. Не знам. Топ Ган. Сам Томалин. Нема тој се дома. Имот како не си ќе се да морска. Лапете парите, да не направиме да не сега да ви ги земам. Мислам сега ќе ни кажеш Ќе ви криво текна. ќе нема од само. Дефинитивно да, но сепак за да не направиме, ве слушам што коментирате меѓу себе, да не Да. направиме некоја грешка, па да ги изгубиме и овие 100 евра. Со Сталоне бевме на граница некој. Да, а вака сега ќе ви ги прочитам оние најстари актери моментално. Тука се Клинт Иствуд, 195 години, Енджи Дикинсон, 95, Майкл Кейн, 95, Джоан Витворд, исто така потоа Роберт Дувал, 93, Джоан Колинс, 92, Брижит Бардо, 91 година, Софија Лорен, 91 година, Ширли Меклен, 91 година, Джуди Денч, 91, Джули Ендрюс, 90 и Вуди Ален, 90 години. Тука, помеѓу оние кои што имаат над 70 години, звучи имиња се Дастин Хофман, Ентони Хопкинс, Кетрин Денев, Майкл Даглас, Мерил Стрип, Морган Фриман, Ричард Гир, Роберт Редфорд, Джереми Айронс, Джесика Ланг, Џо Пеши, Шер и така натаму. Со ова, драги гледачи, го завршуваме и денешното издание на квизот Листа за 300. Секако останете во продолжение со програмата на телевизија Сител. Уживајте си, чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш, секако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!